Здраво дечки, јас сум Криптостеф и добредојавте во моето видео во кое ќе збориме за криптомаркетот. Што се дешава со криптомаркетот, што е моето мислење и што би се десило во иднина. Но претходно ставете лайк, шер, субскрайб на мојот канал и секако споделете го со вашите најблиски. Ако имате коментар, слободно пишете во коментарите подолу. Па да почнеме. Значи, биткоин во моментов цената му е 33.800. На подолго ниво, на 3 дена и на нивелно ниво, имаме ценовен отпор од 40 и 43.000, средното ниво од 36 до 33.000 и најдолното ниво од 28.900. Значи, тие се цените што биткоин сега сака да ги респектира. И во моментов на 3 дена, како гледате, имаме две инсайд свеки, кои што ни кажува дека има неодлучност во пазарот. Маркет структурата е bearish, што значи тоа имаме lower highs и lower lows, и нормално ако цената падне под 28.900, тогаш поголема е шансата да биткоин падне и да ги тестира овие нива од 26.000 до 18.900. Биткоин, едноставно да видиме MACD-то едноставно ни кажува дека има шанса за реврсал и дека трендот е веќе дека сака да се претвори во булиш, но се уште немаме кросовер. RSI-то е неутрално, ни бериш, затоа што ако сакаме да бидеме булиш, сакаме да биде над 50 или над 45. Како што гледате, ова е претходниот отпор бил многу добар и индикатор за каде е цената во момент. Но може и ова да се превземе како hidden bullish divergence, но едноставно сега во моментот не би рекол дека има нешто булиш. Едноставно ние сме во цик-цак зона, играме пинг-понг и нема маркетот дирекција. Значи на месечно ниво се уште булиш, но другите таймфреймови се бериш, затоа што имавме, како што ни кажуваат овие фракталите, имавме еден hard high, тоест high low, hard high, high low, hard high, lower low и lower high, тогаш почна трендот да се промени со превземање на ова ниво од 51.200. Значи, едноставно, сега во моментот нема што да се прави, едноставно уживајте, прочитајте некоја книга, ако сте купиле некаде на ова ниво, не идете all in, едноставно давајте си просечна цена и влагајте малку по малку. Значи, тоа е за биткоин. За да бидеме булиш, сакаме да видиме цената да затвори над 36.800, да го тестира тоа ниво и да биде одбиено од 40.000 и тогаш да направи ритест дали на овој 3500 order блок и да продолжи нагоре. Се додека таков од трендот каде што има high highs и high lows, тоа ќе булиш. Ако има lower lows и lower highs, тоа ќе бериш, како што е сега во моментов. Идеме за Ethereum. Значи, Ethereum во моментов го тестира ова ниво од $1930, но генерално затвори многу бериш, затоа што затвори по 2100 што е ниво, и сега во моментов го тестира ова 2400 ниво, што е на 3 дена поубаво се гледа. Тоа е ордер блок каде што гледаме дека имаме јако одбивање и според мене оваа структура бериш, се додека маркетот е бериш, имате подобра шанса да го шортате, него да го лонгате. Во моментов немаме никаква маркет предност. И едноставно ако сакаме да бидеме булиш, сакаме цената затвори над 2500, кој е претходниот weekly high, и тогаш може да речеме дека маркетот е променет. До тогаш едноставно маркетот е бериш и имате поголема шанса за, ако шортате него, да лонгате.
Но дали има нешто добро во сето ова? Значи, плюс и оваа како структура е многу бериш, вика Head and Shoulders, рамења и глава, и како го тестира неклайн, значи ова е како неклайнот, и не знам што да кажам, значи генерално трендот е бериш, се додека трендот е бериш, имате подобра шанса или да се тргнете од маркетот или да чекате промена на тренд и тогаш да влезете. И тоа е се што сакав да кажам за криптомаркетот. Основно е дека бериш, на месечно ниво се уште булиш, нема се уште high low на monthly. И тоа е едноставно што имам да кажам за маркетот. Ако имате некој коментар, слободно коментирате и лайк, шер, сабскрајб на канал. Поздрав!